Почитувани гледачи на Емнет телевизија, добро дојдовте во уште едно издание на Интерактив, емисија која што овој пат ќе бидеме нагости кај таткото на градот, господинот Јане Миланов. Господин Миланов, добро дојдовте во нашата емисија и да ви посакаме успешна работа пред се, а и да ни кажете една ваше видување за можноста за појавата на ова регионална телевизија на Новото небо медиумско. Благодарам за поканата, добро ве најдов. Еве за почеток поздрав до вашиот нов медиум, поздрав до гледачите кои што не гледаат, односно ќе не гледаат. И во однос на вашето прашање, да, морам најпред да го изразам моето задоволство што еве се појавува на нашиот медиумски пазар нов медиум. Сакам да ви посакам успешна работа и она што можеби треба да се каже на оваа тема е дека секогаш појавувањето на нов медиум на пазарот значи зголемена конкуренција и во услови на поголема конкуренција бенефит имат сите. Значи сите играчи, зборуваме за здрава, лојална конкуренција, се добитници, почнувајќи од гледачите кои што имаат поголема понуда програмска, понатаму самите телевизии, самите медиуми, кога има конкуренција, се принудени да го вадат најдоброто од себе и од тој аспект пак добитници ќе бидат и самите медиуми, но и самите гледачи. А третата страна, можеби, оно што значи бенефит за стопанството, за деловните субјекти, и тие ќе имат поголем простор за рекламирање и така натаму. Значи, зборуваме за еден здрав натпред помеѓу медиумите и од тој аспект пак ќе речам, значи појавањето на секој нов медиум, вклучително и на вашиот, значи придобивка, значи бенефит за целата средина во која што тој ќе значи практично. Емнет е сервис на граѓаните, а вие се пропагиравте како слуги на граѓаните. Што тоа ќе им пласирате на вашите граѓани во однос на сите сфери на општественото битисување? По-конкретно би ве запрашала како ја оценувате здравствената состојба на Штип со оглед на тоа што во оваа ковид криза повторно е рангиран на високото трето место во државата? Да, навременото и точно информирање на граѓаните е наш императив, наш приоритет, зборувам сега како локална власт, и од тој аспект пак ќе речам и појавата на нов медиум, значи зголемена шанса, дополнителна шанса да го уште по нашата работа и да го направиме уште појавно, по-транспарентно, по-отворено за јавноста. Во делот на оно што ме прашувате од тој медицински аспект, да, се соочуваме со светска пандемија, во тие рамки Штип се наоѓа таму кај што се наоѓа и ги правиме сите напори да се справиме со овој невидлив непријател и мислам дека со оглед на моменталните состојби дека ситуација се смирува, меѓутоа не треба да се залажуваме, не треба да се успиваме, треба постојано да бидеме будни и да ги презиваме сите можни мерки превентивни и таму кога ќе има потреба да не само да превенираме, туку и да настапуваме со еве кога имаме зголем број на случаи да се настапува на соодветен начин. Очекувате ли помош од владата не само во однос на инфраструктурниот дел, туку и најави за некои нови видувања и интервенции по типот на светските локални самоуправи кои што имаат конекција со државата? Да, помошта од државно ниво, помошта од владата веќе овој четврт пакет на мерки веќе се јавноста е известена, така да таа помош е суштинска, станува збор за оголемен број на средства кои што владата ги насочува во насока на не само на превенирање, туку и во насока на заштита на економските субјекти, бидејќи и покрај оваа пандемија економијата мора да функционира. И од тој аспект, значи, многу е важно да се направат, да се преземат сите можни мерки, да се заштитат предпријатијата, со тоа и вработените, со тоа и луѓето од можни последици во смисла на згаснување на работни места и така натаму. Инаку, во делот на она што како локална самоуправа, дали имаме помош, секако дека имаме помош и од централно ниво и она што ние како локална власт го презиваме, знаете, во тек е се интензивна подготовка на монтажниот ковид центар во округот на клиничка болница Штип, така да тие подготовки се веќе во полнек и работиме на тоа, ако има потреба да го тоа ефектуираме. Дали се уште се кубури со медицински кадар?
Мислам дека не, меѓутоа факт е дека медицинските работници се изборени, дека се истоштени поради тоа што целиот овој поради долготрајноста на целиот овој процес, целиот овој проблем, така да еве, ова е прилика уште еднаш да им оддадеме јавно признание на сите медицински работници на сите нивоа кои што неуморно се борат со овој невидлив непријател и да го прифатиме фактот дека со нашето однесување ќе си помагаме не само на нас, туку и на медицинските работници полесно да се справат со овој проблем. Господин Миланов, знаете дека јавноста во информирањето е најбитната работа и вие како сервис на граѓаните на некој начин треба да бидете отворени. Дали имате направено статистики, бидејќи Штип пред се како Манчестер во Македонија, во кој што приматната индустрија е текстилството, евидентно е дека во светски рамки, во време на пандемија, текстилството одумира. Дали имате вие статистички податоци, каква е ситуацијата со нашиот терен на локално ниво? Дали овој економски фактор полека згаснува? Јас не би одел со квалификации дека згаснува ова економска активност, затоа треба да се направат посериозни анализи, дека ова пандемија практично многу лошо се одрази врз генерално врз економијата, а вклучително врз текстилната индустрија, која што е доминантна во Штип, тоа е факт, меѓутоа ситуацијата е таква и се надевам дека ќе успееме и ние како локална власт, како општина и самите овие економски оператори да се справиме и да излеземе од оваа ситуација со секој оштетени, меѓутоа да излеземе со можност да се оправиме во еден разумен период. По наименувањето на Благој Бочварски за министер за транспорт и врски, вие превземавте улогата на Источнопланскиот регион како председател. Ви изгласа сите кои што има доверба во вас не одеше по автоматизам пренесувањето на функцијата, бидејќи вие сепак сте оставиле како личност некаков печаток во тој Источноплански регион. Ќе можете ли да дел од проектите кои што најмногу ги тангираат Штипјани и регионот, например, дали вие да можете да ни посочите на нас како граѓани и гледачи на цела нова регионална телевизија, кој е најкапиталниот проект од Источнопланскиот регион и во која општина ќе се? Јас не би можел однапред сега да кажам, бидејќи во фаза на изработка е програмата за работа на Источнопланскиот регион во наредниот период, меѓутоа само можам генерално да кажам дека станува збор за исклучително важни објекти, капитални објекти. Не случајно еве Штип по таа линија искористи добар дел од тие средства за изградба на детската градинка нова во насело Сењак. Втората платформа паркинг која се гради исто така се јавува како кофинансиер Источнопланскиот регион, дел и општина Штип, така да станува збор за капитални објекти во кои што бенефит имаат не само граѓаните на Штип, туку и од целиот регион. Исто и во другите општини, значи се изведува и ќе се изведат такви капитални објекти. Дел од нив би може само да набројам. Еве, пречистителна станица во општина Зрновци, мислиш дека беше, па имаме музеј на минерали во Пробишти, и така значи станува збор за сепак поголем број на објекти капитални кои што го збогатуваат животот на граѓаните во овие општини од овој Источноплански регион. Доаѓате од секторот образование, доаѓате од едно многу интересно стручно училиште кое што на некој начин е предизвик за младите, бидејќи е на некој начин конекција кон иднината. Да ни кажете за дуалното образование, велите дека уште во ваше време се пропагирало и вие сте биле еден од учесниците на тој проект. И има ли шанси многу побрзо да стаса на терен од дуалното образование, бидејќи сепак и во овие услови велат дека праксата е многу позначена за стручната наобразба отколку теоријата? Да, во поно време повторно се актуализира прашањето за реформи во стручното образование, посебно во делот на 3-годишно стручно образование. Морам да кажам дека идејата за дуално образование кај нас датира прилично одамна и еве во периодот кога бев директор јас на електромашинскиот центар Колен Ектенин, практично бевме едно од 7 училишта стручни во Македонија кои што влега во еден голем проект на тогашно ГТЗ и во кој што се воведе нов образовен профил во кој што наставата се изведуваше по модел на дуалното образование во Германија. И тоа беше правецот, тоа беше наставот во кој што треба да се
движат тие реформи во делот на стручното образование. Меѓутоа со промена на власта проектот згасна, а беше направена и еволуација на проектот и се покажа дека тоа е оној вистински пат по кој што треба да се оди. Сега пак се актуализира прашањето за дуално образование, така да јас можам од овие позиции само да го поздравам, да ги поздравам тие напори и да изразам надеж дека конечно ќе го фатиме правиот пат во насока на реформирање на тоа стручно образование, посебно во ситуација кога сега се соочуваме со потреба, со неопходност од реанимација. Треба да го реанимираме тригодишното образование кое што практично почна да згаснува. И мислам дека ако се одвори вистинскиот модел, како што сега се прави во моментот, дека имаме добри шанси да направиме нешто конкретно во овој дел од образованието. Релативно сте кратко време во оваа прва фотелја во градот, меѓутоа дали сте во дослух со потребите на пазарот на работна сила, бидејќи доаѓате од едно образование, една стручна школа училиште се извинувам, каде што сега се пропагира дека навистина на штипскиот пазар на труд му недостасуваат бравари, фризери, килнери, заварувачи. Токму во таа насока имаме индустрија која што на локално ниво доста успешно квотира и на регионално ниво. Дали образованието го коригира на некој начин самата локална самоуправа, правите ли некој линк помеѓу побарувачката на пазарот на работна сила и она што вие како образование ќе направите како кадри? Да, добро кажавте, недостатокот на вакви кадри, од типот на заварувачи, бравари, фризери и така, молери и така натаму, е последица на една лоша политика која што се водеше кај нас со години назад во делот на образованието. И сега ние се очуваме со неопходноста да извршиме одредена реформа за да можеме пак да се вратиме кон она што е вистинска, што е реална потреба на стопанството на економските оператори. И во таа насока, да, ние како општина, како локална правиме напори да го заживееме, да ја заживееме таа комуникација и да ја одржуваме, меѓутоа уште подобро е да се спушти таа комуникација на уште пониско ниво, па самите стручни училишта да имат комуникација со економските оператори, со предпријатијата и во таа насока веќе и системот е реформиран да учениците имат обврска веќе, да обуваат и филиална пракса и практична обука во текот на своето школување, така да се надевам дека во таа смисла и покрај проблемите со кои што моментално се соочуваме поради пандемијата, која што поремети многу работи во делот на тој наставен процес, се надевам дека во таа насока ќе успееме да ја подигнеме оваа соработка, овој линк да го уште повеќе одржуваме и да го интензивираме тоа поврзување помеѓу стопанството од една страна и образованието кое што во суштина треба да бидат дел од еден заеднички систем. Останувам уште малку на теренот образование. Би сакала да ве прашам, во една прилика кога комунициравме за можноста на деца да се приклучат, да се најават на националната платформа, ве информирав дека дел од учениците се изјаснија како по социјални позагрозени категории немаат лаптопи или пак од тие помагала како што е на пример мобилен телефон кој што на штета на нивна секој не би бил во полза. Вие рековте на теренот ќе отидеме, ќе согледаме потребата и лично како и јас ќе се зазема лично како локална самоуправа која што ќе диагностицира кај тоа непотребна помош ќе ја упатиме. Да, веќе училиштата се контактирани во насока да дадат податоци, да испратат податоци до нас како локална самоуправа за тоа кои ученици имат проблеми од тој карактер, за да евентуално најдеме начин да помогнеме во смисла на обезбедување на неопходната опрема за следење на наставата онлайн. Морам да кажам дека тие податоци веќе денес треба ние да ги се собрани, треба денес да ги обработиме, да видиме точно со колка бројка се соочуваме и веќе има идеја да оствариме поинтензивни контакти со дел од стопанствениците во Штип. Тоа веќе дел од тие контакти утре ќе ги направиме, да видиме што е тоа што може да помогнат приватниот бизнис, што е тоа што ние како општина можеме да помогнеме за да го ублажиме проблемот таму кај што тој е присутен. Господин Миланов, за крај неминовно е прашањето околу политиката. Вие важите за еден смирен дух, еден човек кој што знае да прави еквилибриум, равнотежа помеѓу луѓето.
Како влеговте во политиката, нема да ве прашам и дали станавте стварно политички подготвен да давате само политички одговори, бидејќи не добивме конкретни бројки, но во некоја наредна прилика се надевам. Сакам да ве прашам дали изборите конечно ќе се случат во декември и дали вие ќе продолжите понатаму од заменик градоначалник да обавувате функцијата ВД градоначалник и што очекувате од предстојните избори? Да, околу датумот за ворените локални избори не би јас шпекулирал, меѓутоа да, сите прогнози, сите очекувања се дека тие ќе се случат до декември оваа година. Меѓутоа јас не би навлегол многу околу тоа прашање. Околу она што лично мене ме прашувате, да, процедурата вели дека заменик градоначалник назначува претходниот градоначалник пред да замине, како што имавме ситуација кај нас. Понатаму, заменик градоначалникот практично треба да испрати до Министерството за локална самоуправа допис во кој што го известува Министерството дека настанале услови за промена на градоначалникот, а Министерството ја обавестува владата дека во таа и таа општина има услови за избори, ворени избори, при што владата инициира постапка за избори, го известува собранието, а собранието е тоа кое што го одредува датумот на локалните избори. Во моментот кога владата ќе инициира постапка за нови избори, советот на општината практично треба да избере ВД вршителна должност градоначалник од редот на советниците. И во таа смисла, ако ме прашувате, значи кои се моите очекувања, мислам дека сите договори беа во насока советот кој ќе се создадат услови да избере ВД градоначалник. Јас сум спремен да, бидејќи станува збор за истите ингеренции, истите надлежности, да го преземам и тој товар, да го премостам овој период до датумот кој ќе се закажат тие ворени локални избори. Не внесовте во уште една тема, а тоа е за функционирањето на Штипскиот совет, за кое што имаше поплаки од ВМРО ДПМН на ваша адреса. Како ги гледате вие тие обвинувања? Видите, легитимно е секојаш опозицијата да бара начини и таму кај што ги нема да ја напаѓа актуелната власт и тука нема никаков проблем од тој аспект. Меѓутоа, кога тие напади се неаргументирани и неоставни, тоа веќе прави одредени проблеми. Да, јас на седница на совет на сите оние прашања кои што беа не поставени, туку беа пласирани како невистини, практично ги демонтирав и одговори со аргументи. Инаку, значи, деловникот на кој што они се повикуваат дека е кршен, дека не е прекршен во ниту еден член, напротив, она што недостатуваше во деловникот, а тоа е делот за одржување на онлайн седници, значи тоа воопшто во деловникот не беше предвидено, бидејќи ние сега се соочуваме со една ваква пандемија. На моје лично настојување го дополнивме деловникот со дел во кој што се регулира и работењето на советот во услови на онлайн работење, значи во услови на пандемија. И од тој аспект не би имал ништо повеќе што да кажам, бидејќи вчера бевме сведоци на едно крајно неаргументирано изнесување на работи кои што не се воопшто вистините. Значи ли дека тоа камен на сопнување, недобрата комуникација и дали тоа ќе биде кочница за некои проекти кои што ќе бидат од капитално значење во однос, еве конкретно, не проговоривме за браната на реката Отиња, кој што вие најавивте дека е една историски момент за Судан? Не, јас генерално имам некој пати кажувам дека и како председател на Советот и сега од позиција на заменик градоначалник, јас сум задоволен од работењето, од тоа како функционираше Советот до изминатиот период, дури и од натесувањето на опозицијата во рамки на Советот. Тоа што критикуваат, што некојаш неаргументирано напаѓаат е дел од оној политички фолклор, така да тоа е нешто на кое што веќе се навикнавме. Протече ли вода низ Отиња за неполни 30 месеци? Какви се вашите размислувања, бидејќи доста интензивно се работи, почна да функционира и по институциите како треба да функционира овој проект? Да, јас не се сомнам дека од почувањето на овој проект значи и негово финансирање во некој рок кој што отприлика треба да биде околу 30 месеци, така да очекуваме дека првите работи на терен ќе почнат да се изведуваат некаде околу декември, ако тоа го дозволи времето, бидејќи
Постапката за избор на најповолен изведувач на работите практично треба да заврши за овој период до декември, со тие жалбени рокови и така натаму, така да очекувам дека со една разумна динамика во период од 30 месеци, а дури министерот Двочарски најави дека ќе правиме напори тоа да биде и уште порано, очекувам дека работата ќе се заокружи за еден ваков период. Господин Миланов, ви посакуваме многу успешна работа и во сите институции во кои што ќе бидете или ако останете како градоначалник. Задоволство е да се има таков прв човек на градот. Се надевам уште еднаш дека ќе имате голема поддршка и соработка со нас како медиум и да ви упатиме и сакаме во успешна работа. Ви благодарам и за убавите зборови и за поканата во вашата емисија, така да во секој време сум на располагање кој ќе можам да дадам информации кои што се од интерес на сите граѓани на општина Штип и на регионот. И Емнет работи во интерес на сите граѓани во регионот, а овој пат ве поздравуваме, почитувани гледачи, имате пријатен ден.